во време на криза мора да ги решаваме проблемите. Но за да се целосно насочиме кон успешно функционирање, мораме да издобираме заеднички преку ЗЕЛС, да влезат сите овие јавни институции кои што ги напоменавте, училишта, јавни предпријатија, да влезат на регулиран пазар, за да имаме практично планирање на трошоците. Вака оставени сами на себе, на слободен пазар, ние не знаеме докаде ќе иде цената на електричната енергија на светските берзи и практично немаме планирање на трошоците. Сега тука сте единствени сите градоначалници. Извини што да прекинувам, тоа е заедничко барање од ЗЕЛС, без разлика на политичка партија, проблемот е заеднички на сите. И едно барањата на состанокот кој што го имавме во Министерството за финансии е да училиштата, поради тоа што истите не остваруваат профит, се јавно добро, да бидат ставени на тарифа за домаќинство. И тоа мислам дека ова зима ќе го реши проблемот на општините. Говорам за општина Центар која што се соочуваме со енервно зголемени цени. Колку се тарифите за училиште? Јас би споделил само сметки од кога ни заврши договорот од мај месец. Компаративно 2021-2022. Ако сме имале 55.500 во 2021, во 2022 сме имале 175.000. Тоа е само за едно училиште? 53.000, зборувам само за Киров Ливоров. 53.021, 231.000 во јули месец. 54 во август 21, 310.000 во 22.